колку повеќе го притискаш македонскиот народ, толку е повеќе време комицко. И тоа треба да го знаат сите, особено оние од власта. Народот е исплашен затоа што се работи за класична полициска хунта. Приведуваат луѓе, патриоти, кои што единствено дело им е тоа што со цело срце ја сакаат Македонија. Приведуваат пратеници кои што се избрани од народот на легитимни избори, кои што немаат апсолутно никакво дело. Замислете, ги обвинуваат за тероризам. Ова што го прави актуелната власт, верувам по сите учебници, на сите универзитети за многу скоро, особено по политички науки и правни науки, ќе се учи за класичен пример како една власт во демократски услови може да прерасне за кус период во полициска хунта. Ова што е многу важно е што во последно време директно се удира врз ВМРО. Тоа е така заради тоа што тоа е правиот начин да се удри врз Македонија. Почитувани, без силно ВМРО нема силна Македонија. Без силен национален дух нема силна Македонија. Оваа болка македонскиот народ ја трпел од многу поодамно. Имало и поголеми болки. Позната му е оваа болка на македонскиот народ, а позната и на ВМРО. Но едно треба да сватат овие од полициската хунта, дека идејата за Македонија и идејата за ВМРО е многу стара, многу цврста. Никој не успеал да ја скрши. Таа ги надживеала сите проблеми. Ке не надживее и нас. Еден ден овој народ ќе пресуди на целата оваа неправда. А ние ги повикуваме сите добронамерни македонци да излезат на улица се додека нема да се спроведе вистинската правда. И овие луѓе кои што на смешен начин се обвинети за тероризам, а и сите претходни уапсени за случајот од 27-ми, цел народ треба да се дигне на нозе. И јас тоа го чувствувам и за скоро време ќе биде така. Постои страв, меѓутоа и постои многу голем мотив. Оно што е многу важно е да истраеме во оваа битка заради тоа што македонецот е познат по тоа што секогаш истраел во било која битка. И да им кажеме јасно и гласно дека Македонија ќе постои. И тоа ќе постои со врвните своји начала и со врвните национални интереси. Да сте живи и здрави. Да живее Македонија и остануваме до крај на улица се додека не победиме. А нашата победа е слобода за Македонија. Да сте живи и здрави.